Дали Пелистер конечно ќе го заврши постот кој трае веќе 16 години? За кого ќе биде среќна Струмица? Одговорите на овие прашања ќе ги добиеме денеска, откако ќе се одигра надпреварот помеѓу екипите на Пелистер и на Шкендија, кои се борат за пехарот во 25-тото финале од Купот на Македонија. И двете екипи веќе го освојувале трофејот, така што знаат како е да се биде најдобар во ова надпреварување. Пелистер единствениот пехар го освои во 2001 година, додека Шкендија го брани од минатата година, кога беше најдобра во ова надпреварување. Пелистер во надпреварот влегува со јасна желба за нов трофеј, а стратегијата е едноставна. Одбраната на Начишен Сој треба да го неутрализира атомскиот напад на Шкендија. Искуството е на страна на зелените, а во нивниот напад е и Баже Илиоски, кој тоа како знае да освојува куп трофеи. Дека атмосферата во Струмица ќе биде исклучителна, потврдува и бројката на навивачи кои се упатија од Битола на стадионот Младост. Пелистер се наоѓа во исклучителна форма, нема пораз во последните 7 надпревари, па со оправдан оптимизам влегува во ова финале. Това ми е трето финале и се надавам да ćemo ова година да и печелиме, да добиеме купата, без обзира што имаме един противник, много силен противник. Шкендија не треба се говори, кој е бранител на купата на Македонија. Ова сезона газиме сигурно, како во првенството, така и во куп на преварите. Стигнавме до финале, 4-то место сме на табелата. Ова сезона за нас е успешна, доколку го освоиме купов, ќе биде супер успешна. На битолчани денеска сигурно низ мислите им прелетува финалниот надпревар од сезоната 2000-2001, кога Пелистер со головите на Митко Стојковски и Иванчо Мицевски и резултат 2:1 беше подобар од Слога Југомагнат. Дали во редовите на Начишен Сој постои нов херој кој би можел повторпат да го донесе куп трофејот во Битола, останува да видиме.